Председател синоќа говореше за состојбата во земјата во годишното обраќање во Конгресот и до нацијата. На линија го имаме Ведран Антоновски од Гласот на Америка на македонски во Вашингтон. Ведран, што смета Барак Обама? Кои се главните предизвици за САД? Инвестиции во иновации, истражување, развој, инфраструктура. Обама посвети поголем дел од говорот на економската ситуација во земјата, барајќи обединет над партиски фронт за доброто на земјата. Еве што порача самиот. Или ќе тргнеме напред заедно, или нема да мрднеме од место. Предизвиците со кои се соочуваме се поголеми од партиите и политиката. Обама побара САД да погледнат напред и да станат по-конкурентни. Рече дека сега е време за своевиден американски спутник момент, правејќи парабола на преломната 1957, кога Русија ги претекна САД во вселенската трка. На домашен план ја бранеше здравствената реформа, а на надворешен рече дека САД ќе продолжат бескомпромисно против Ал-Каида. Тања? Ведран, што велат републиканците, а што аналитичарите? Во републиканската реакција, конгресменот Пол Рајан ја обвини владата на Обама дека троши премногу и дека инвестициите, иновациите и конкурентноста не треба да зависат од владината бирократија. Па сепак, аналитичарите сметаат дека Обама во говорот мудро подаде рака кон републиканците, истакнувајќи дека е за соработка, со што топката сега е на нивната страна. Велат, не само што ја мотивираше нацијата, туку и го подигна својот рейтинг. Денешното Метро издание на Вашингтон Пост пак коментира со самиот свој наслов кој гласи "Обедини па владе". Тања? Ти благодарам, Ведран Антоновски од Гласот на Америка од Вашингтон, за говорот на Обама.